Гледате Свести 10-то издание. Во ова издание правиме чуден спој помеѓу природниот газ и изворите на закани. При тоа, цената на човечкиот живот беше различно третирана од страна на медиумите и државата. Да видиме за што се работи. Во оваа 10-та недела Вести на Гласни идеи ќе проследиме разрешница на уште една тема која ја третиравме во претходните изданија. Така, во понеделникот бевме сведоци на превремена разрешница на енергетската сага за природен газ. Имено, мерката за забрана за извоз на газ од Србија со важност до крајот на месец октомври беше воведена за да се спречи можна штета по тамошната економија и граѓаните. Сепак, во комуникација со премиерката Ана Брнабик, Србија реши да ја изземе Македонија од забраната за извоз на природен газ. Среќниот епилог на сагата го предвидовме уште на 9 октомври. Oh, Brunhilde, you're so far away. Yes, I know it. I can't help it. Oh, Brunhilde, be my love. Очекуваниот епилог не ја спречи владата торжествено да се пофали, додавајќи и мала патетична нота која вклучува пациенти, родители и ученици. Гасот затоплува болници и училишта, но во атарот на селото Бистрица, во Битолско, буквално убива луѓе. Во наведеното место постои чешма од која тече минерална вода, но која од време на време испушта смртоносен газ – јаглерод диоксид. Во последните 2 децении ова смртоносна чешма одзема неколку човечки животи, од млади матуранти до средовечни граѓани. Последните жртви се двајца возрастни браќа кои во средата полнеле вода од чешмата. Се уште е слободен пристапот до изворот. Освен блед напис «Опасно по живот», нема никакви препреки до чешмата. Општина Битола информира дека предходно го имале обезбедено просторот кај изворот со поставување челична мрежа и табла за забрана за слегување и полнење на вода. Ако државните институции пред се МВР и обвинителството досега не покажале интерес за пронаоѓање на крадците на челичната мрежа која ги штитела луѓето од пристап до смртоносната чешма, сепак покажаја невидена координација за еден друг проблем, а тоа е мејл заканите за бомби во средните училишта. Без да се обезвреднува потребата за сериозна реакција на овој проблем, сепак не може а да не се добие впечаток дека виртуелната закана за смрт за медиумите и за државниот апарат тежи повеќе на вагата од реалната смрт. За изгубените животи на двајцата битолчани од медиумите еднократно беше известено, додека се што беше преземено од локалната и централната власт беше изразеното жалење. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.